На средината на својот животен век Сеат ја освежи Атека. Дизајнот е преуреден со блага комбинација на новото стилско изразување на марката. Основните црти и понатаму зрачат со самодоверба, недвосмислено изразувајќи ја кросоверската сестраност. Прецизниот поглед ќе открие поголема одлучност во изгледот на предниот дел, сега со лед светла и динамични трепкачи. Слична водржаност се забележува и назад, каде освен подписот на моделот, навидом ништо не е сменето. Емоциите, зацкриени за чистите линии, ја пренесуваат карактеристичноста на Атека и во внатрешноста, каде владее дигиталниот свет. Поврзаноста на секое можно ниво е дополнето со препознавање на глас, а интеракцијата со возилото продолжува и кога ќе се излезе од него. Бројните напредни технологии ќе го направат патувањето побезбедно, а за удобноста ќе се грижат и такви нешта, како што се загреваниот управувач и ветробранското стакло премачкано со невидлив атермички слој. Асортиманот мотори на освежената Атека вклучува 3 бензински и 2 дизел опции. Стартот е со 3-цилиндричниот 1-литарски TSI со 110 конски сили, кој сега е за 10% поефикасен. Посилниот 1,5 литарски мотор со 150 конски сили може да се добие со мануелен или DSG менувач, кој пак заедно со погонот на сите тркала е единствен избор на најмокната дволитарска варијанта со 190 коњи. Дизелите кои сега се 2-литарски со 115 и 150 конски сили, нудат подобра избалансираност меѓу динамичноста и економичноста. За некакви хибридни технологии нема ниту збор, барем не на почетокот на продажбата во третиот квартал годинава. Како и досега, Атека ќе се произведува во погоните на Шкода во Квасини.